Согласно Законот за кривичната постапка, присуство на осомничениот не е задолжително, ниту е предвидено да се повикува. Не беше воопшто повикан, затоа што законот не предвида такво нешто. Заврши седницата, бевте присутни, многу обемно излагање имаше одбраната, би ве замолил да ги земете наводите на одбраната, немам дополнително што да изјавам, освен дека сметам дека од сите аргументи јасно се покажува дека целта на барањето за притвор, одредувањето на притвор без да стане правосилно решението, пролонгирањето на постапката за да се уопси Кочан врз основа на решение кој што нема законска основа, е исклучиво да му се нанесе штета на неговиот медиум и да се нанесе штета на неговиот углед како угледен бизнисмен и човек кој што досега постигнал многу во животот. Благодарам, немам. Зошто е промената собственичката структура на предпријатието на втори, точно кога беше одредувањето? Не можам повеќе детали, све слушнавте и на вашето прашање имам детално елаборирано, сметам дека навистина би било разводнување тоа што во 2,5 часа се објаснуваше, да се каже во пола реченица. Повелете, пренесете ги ставовите на одбраната. Благодарам. Очекувате одлука?